Би сакал да кажам во случаја што беше со палењето со Паво, јас сум сопственик Бисерко Трклја и сакам да знае јавноста во Македонија и во Прилеп што навистина се случи. Дека не е случајно палењето и дека се други работи вмешани во тоа. Прво да знаете сите дека лицето воопшто не го познавав. Значи никогаш во живото не сме се сретнале ни физички, па нити на телефон сме се слушнале, се до настано вечерта пред да се случи настано, кога ми се јави и кога на телефон ми побара рекет. За ова е обавестена и полицијава и обвинителството. Дури има 4 сведоци што кажаја дека се работи за рекет, пошто после неговиот телефонски повик и закана дека ќе ми ги запали двата објекти ако не ме рекетира и дека нема никој да му застани на пато и дека тој нема да лежи пошто има јаки луѓе зад него. Значи јас истиот момент се јавив кај Чипсио што е командир на униформите во полиција. И тој дојде како сведок во обвинителство да каже дека во 8 сато бил забележан таков случај и повик од моја страна. Други лица појдоа исто во обвинителство и му има речено дека е рекет. Штетата е над 200.000 евра, проценета од судски вештаци. Не бев осигуран. Не чум ова зло уште еднаш никогаш да се повтори. А обвинителството да си ја сработи работава како што треба, затоа што цело време, без оглед на тоа што има еден куп сведоци, преку 20 вкупно, цело време го затешкуваат случајот и кажуваат дека било случајно палењаво. Ја му кажав и внатре, да не се играат, ќе кажам сите со име и презиме. Затоа што не е случајно, затоа што е снимен во 6 сато на бензинска како ги тура Шишинава. Тоа е готово 12 сати пред инцидентот. Мене ми се јавува во 8 од кому се турени веќе Шишинава. Ништо, мене само ми се јавија во 3 сато и 30 минути дека објектот бил запален. Јас дојдов, веќе беше изгорено сето. Пожарнава дојде и ако не беа тие, значи гаснеа под напон. И ова треба да знаеш, дека лицето што го запалило објектот воопшто не размислувал дека тука позади мене има станари и живи луѓе. Значи ќе ги запали линив ако не интервенирала пожарнава. И другите објекти, цело Керне, цел град ќе горел. Значи не смееме да дозволиме вакво зло уште еднаш да се повтори и со уцена на рекетирање и изнудување на пари да потклекнеме на такви работи. Така да сакам сите да бидат информирани за што се случуваше и дека ако сакаме да градиме на демократска држава, сигурно со рекетирање не можеме да ја градиме и со затешкување на такви случаи.